Марија можеби веќе не слуша, доколку не слуша, те поздравуваме Марија. Ние во моментот сме поврзани со некако ликот и биографијата и креативната сила на почитуваниот Рајнхард Клајс, кој што беше во Македонија во рамки на Стрип фестивал, а ти си ќе потсетиме со Гере Трипков, да го поздравиш премногу од целата екипа. Со тебе го најавуваме четвртото издание на Infusion, фестивалот на инклузија, кој што од 11 јуни се случува во Скопје. Да, во вклучување на лице место го најавуваме фестивалот Infusion, кој што ќе се случува од 11 до 15 јуни. Станува збор за инклузивен фестивал кој што се одржува четврта година поред. Оваа година на 5 различни локации, но главната база, односно главната локација на одржувањето на овој фестивал е во паркот Македонија во Кисела вода, каде што и се наоѓаме ова утро. Заедно со нас се разбира дека е Гере Трипков кој ќе ни објасни нешто повеќе за фестивалот. Да му посакаме добро утро и да му го пренесеме поздравот од целата екипа на утринската на Телма. Фала, дечки, фала ви многу за секој проследување. Поздрав до целата екипа и до сите гледачи на Телма. Напоменав дека ова е главната локација каде што се наоѓаме, но каде на кои други локации ќе се одржува самиот фестивал? Да, ова ни е базата, Парк Македонија веќе трета година. Во Парк Македонија во Кисела вода или познатиот парк кај Печурките, веднаш до Дом на култура Билјана Беличанец. Останатите 4 локации се нормално Домот на култура Билјана Беличанец, потоа Музеот на современа уметност, Амигос Кафуле и Театар Комедија, од каде што и ќе започнеме реално. Таму ни е првиот ден, односно во среда за 2 дена, отварањето, односно предпремиерното отварање со дуо од Германија, кој што ќе ни направи еден прекрасен инспиративен перформанс. Дуото се состои од 2 лица, едното од нив е лице со попреченост и фактички преку моментот на придвижување и на движење на телата ќе ни докажат дека се е возможно. Кои новитети ќе бидат спроведени во фестивалот оваа година, за разлика од минатите изданија? Фантастични новитети е тоа што почнуваме да воведуваме пристапност во културниот живот и во културните институции, односно се соочивме со огромен предизвик, еве да речеме конкретно со перформансот на дуото од Германија Скин, каде што не наидовме на соодветен пристапност во културна институција каде што би го одржале овој перформанс. Менувавме неколку локации, на крајот се договоривме со Театар Комедија дека ќе се обидеме тоа да го сториме. Јас би говорел повеќе за тоа што правиме во аспект на придвижување на работите во нашата држава, или од полето на инклузија, меѓутоа и пристапност генерално, образование, бидејќи имаме работилници, дечињата веднаш завршуваат со школа, веќе утре задутре завршуваат со школата, се распуштаат, така што веднаш може да се преселат кај нас во паркот. Имаме прекрасни работилници за цртање на посадки, ќе цртаме глинени посадки, ќе правиме маскоти од чорапчиња. Тоа е нешто вака што е поспецифично, исто така би го издвоил и за прв пат во Македонија правиме водени тури во еден музеј, каде што ќе имаме и толкување на знаковен јазик, што значи дека сите лица кои што имаат оштетен слух, ќе може да ни се придружат и за прв пат ова е организирано од некој настан. Како што кажав, перформансот и оспособување на културни институции да прифатат и да ги расшират перспективите за ваков тип на манифестации како нашата. И секако музичките концерти кои што наполно ги отвараме за млади бендови изведувачи, од оваа година се пренасочуваме кон градење на тие потенцијали на младите кои што мислам дека се најзначајни. И секако еден новитет кој што го внесуваме оваа година во програмата, кој што ќе трае цели 5 дена, на 5 локации низ 50 настани речиси, е геймингот и друштвените игри. Значи овде во паркот кој што го гледате позади нас, ќе геймаме, ќе прототипираме игри, ќе играме Dungeons and Dragons, тоа е еден од попознатите типови на друштвени игри, каде што ќе пробуваме и самите да креираме собствена игра, ќе ја прототипираме и потоа ќе пробуваме да ја играме. Ако не се лажам, во самата програма прочитав дека ќе има и утренски вежби. Односно утренски активности. Да, ќе има и утренски активности, супер забележа.
Оваа година сакаме да внесеме еден елемент каде што би се подготвиле за целиот ден. Нормално за нас од тимот, ние ќе бидеме секако на тревникот и на јога матовите. Меѓутоа факт, секое утро ќе имаме по некоја активност. Би ги издвоил во сабота и во недела, кога во сабота ќе имаме латино танци, будење со латино танци од 10 часот наутро. Додека во недела ќе имаме вежбање јога, така што ги покануваме сите кои што се од Кисела Вода или од подрачјето, поширокото подрачје на Скопје, да ни се приклучат да си земат јога мат и овде позади со нас во паркот, кој што ќе биде заштитен од сонцето, така да нема да имаме проблеми со жештините, ќе поставиме тенди, убаво ќе го украсиме. Да, ќе вежбаме јога, а потоа ќе медитираме заедно со мене. Ја напоменавме целата онаа богата програма која што ќе биде во склоп на самиот фестивал. Пред самиот крај со оглед на тоа дека четврта година се одржува по ред, колку е важно да се одржува фестивал во Скопје од ваков тип и дали всушност истата порака како и минатите години сакате да ја пренесете и оваа година? Мотото на овогодинешниот фестивал е шири љубов, создавај, менувај, инспирирај, руши бариери и предрасуди. Мислам дека исклучително важно е да поддржиме ваков тип на настани. Од оваа година ќе имам исто така и еден тип на активност која што сакаме традиционална да стане, а тоа е донација за одреден член на нашата заедница. Оваа година ќе се обидеме да собереме, прибереме средства за Ѓорги, кој е од Струмица и кој што има церебрална парализа и има моментално искривување на кичмата, што едноставно треба да се оперира во неколку операции. Како и да се навратам на прашањето, да, дефинитивно е потребно да поддржуваме ваков тип на иницијативи, затоа што процесот на инклузија кај нас е постојан и не запира. Најверојатно нема да запре ни во мојот живот, така да тоа ќе продолжи. Ние со нашиот фестивал сакаме да излеземе и надвор од Скопје. Се надевам дека веќе наредната година ќе можеме да се прошириме во поголем парк, бидејќи ова е веќе претесен парк за нас. Работиме 5 денови, значи сакам овој концепт малце да го прошириме и секако она што е моја желба и работиме веќе на тоа напорно, од наредната година веќе да го извеземе и фестивалот надвор од Скопје, а во наредните 2 до 3 години веќе и надвор од Македонија. Да се надеваме дека ќе биде така и дека ќе имаме разговор на лице место токму за тоа. Ве благодарам многу за одвоеното време. Фали и на вас, поздрав до сите гледачи, поздрав до екипата на таму. Благодарам уште еднаш. Благодарам. Ве покануваме да дојдете и да бидете дел од овој фестивал, да видите за каква програма говоревме, односно за каква програма станува збор, а од исклучителна важност е да присуствувате на овој фестивал, да ја видите програмата, а на тој начин ќе го поддржите самото постоење на овој фестивал, самото одржување со оглед на тоа дека навистина е од голема важност да се одржуваат вакви инклузивни фестивали, токму како Infusion кој што се одржува четврта година поред во Скопје.